Денеска бевме сведоци како припадник на полицијата, значи на Министерството за внатрешни работи, буквално се изживуваше врз невини граѓани, значи во конкретниот случај со мене, кога човекот без никаков милост, без никакво коректно однесување или човечко однесување ми се закануваше пред припадниците на моето семејство, значи пред другите членови од семејството, ми се закануваше дека ќе те влечам по тротоари тука и после инсистираше и физички да ме нападне само заради тоа што инсистирав заради идниот случај што го имав, инсистирав да влезам без ред. Многу коректно, многу човечки го замолив еден човек да ми пушти место да влезам, значи пошто ми беше итен случајот, но полицајецот инсистираше јас да се вратам по секоја цена. И тука стана тоа недоразбирањата и после додека се расправавме со полицајецот, тој почна значи да го тонот да го подигне до тој степен што почна и закани веќе да сподели кон мене. Првиот пат го замолив како човек, викам ќе ве замолам да не се однесувате така пошто не ви дозволувам ни законот ни ништо и плюс тоа не викам вие не смеете така да се обратите кон мене и плюс ќе ве казнам. Парички ќе ве казнам и плюс тоа вика ќе ве влечам тука и после ми инсистираше ме фати и за рамо, вика и и физички ќе ве нападнам. Јас не се согласив во тоа и тука станал значи еден голем проблем што навистина не доликуваше на еден припадник на полицијата и затоа случајот ќе го истерам до крај. Во меѓувреме го пријавив случајот и во надлежните органи во Министерството за внатрешни работи, но тоа ќе го пријавим и во сите други надлежни органи. Инсистирав значи преку вашата телевизија и преку сите други медиуми вакви случаи што поретко да се случуваат, бидејќи народот навистина не се чувствува безбедно и не се чувствува значи комотно да комуницира со некој полицаец. Затоа ги замолувам органите на Министерството за внатрешни работи да преземат потхитни значи мерки кон полицаецот, сајд или дисциплински или било какви мерки има таму Министерството може да преземе врз тој полицаец, но во меѓувреме значи ќе покренам и пријава против истиот. Колку време траеше расправијата? Имаше ли некакви реакции од луѓето од страна кои ве гледаа? Па имаше доста народ, како вообичаено, значи еден ден како почнува во клиниката тука, многу народ и тој значи пред сите така со тој тон, повисок тон, значи ме упати цело време со тие закани, со уцени едно друго и јас бев напорен значи во тоа дека и мене ми се дозволува со еден полицаец да комуницирам во ниво значи кој го имаме, значи и можеме, значи ни дозволува законот да комуницираме. Дојде ли до физички контакт? Освен тоа што ми се закануваше цело време дека ќе те влечам од кола, ќе те влечам тука по тротоари едно од друго, кога дојде значи другите припадници на семејството, тој значи ме фати за рамото, значи инсистираше и физички да ме нападне. Од тој момент беа припадници на семејството значи беа исплашени и така реагира некако исплашени и викам окей да ја смиреме ситуацијата, но му кажав на полицајецот дека ова ќе го истераме до крај. Нема да дозволувам на ниту еден начин било кој, значи да ме уцени, да ме закани, значи без ништо да направам. Не сме припадник на полицијата да се однесува така кон народот и плюс тоа значи јас му кажав и на полицаецот, викам ќе ве замолам да ме третирате како обичен граѓанин, пошто не сум криминалец. Ти не можеш вака да ме влечеш по улици или да ме се закануваш така, пошто не сум криминалец. Јас дојдов како обичен граѓанин да завршам некои задачи или работи што ги имам во клиниката и ништо повеќе.